За рушењето на Делоградот, кој го спомнавте, и го спроведуваме, ја сакам да ви известам како градоначалник и служби во општина Кавадаци. Сите отпочнати преставки, решенија и задолженија ги спроведуваме до крај. Каква била праксата претходно, не сакам да се наврачам, меѓутоа сите законски регулативи кои ќе ги почнуваме ги завршуваме до самиот крај. А самиот крај е доколку објектот не може да добие статус на легален објект пред да биде отстранен по законски рок. Доколку не го отстране собственикот во законски рок, општина Кавадаци заедно со службите треба да го отстране од постојни или да го струши на некој невкусен начин, кажем. Во делот на кафичите и на бавчите, јас имам чести средби официјални заедно со службите, со угостителите. Они формираа едно друштво заедничко за угостителство. Скоро сите угостители учествуваат во тоа друштво и доаѓаат на состаноци и си имаат своји координации. Мора малку да имаме предвид, знаеме дека имаме во градот централно градско подрачје, имаме категории на улици од прва категорија, втора и трета категорија. Тоа го насочи и го посочи објектот кој што требаше 70 сантима да се врати назад, за да се вклопи во лаборатот и да се извади решение за закуп на јавен простор. Луѓето се постапија сами, си направија нов елаборат и си добија дозвола. Така да за секој еден објект, доколку не ги исполнува законските регулативи, а ве молам видите го законот за издавање на јавна површина и закуп, има строги критериуми и правила. Прва зона, втора зона, трета зона и минимални ограничувања на движење на пешаци. Самото тоа што го кажувате, затоа ние почнавме да ставаме ступчиња, за да можеме граѓаните и пешаците да ги вратиме на тротоарот, а колите да ги вратиме на улиците. Во случајот кај нас беа колите на тротоарот, а граѓаните на улиците. Нема да претераме работа за ступчиња, затоа што имаме план. Двете главни експресни улици кои што ги имаме, Илиндијанска и од Гоце Делчев на кај првиот триаголник, затоа што се брзо фреквентни улици и широки булевари, да ставиме столпчиња за ограничување на паркирањето и движењето на возилата, и тоа го правиме кај детски градинки, основни училишта и средно образование. Значи целата ни е да можеме кај што имаме поголема фреквенција на луѓе, на деца, на ученици, да ги заштитиме во делот на тротоарското движење, да биде побезбедно. Во делот на тоа што го спомнавте дека че не можат луѓето дрва се донесат, че немаат пристап, тоа многу го размислувавме и како служби, и како градоначалник. Ние сакаме оваа година, ако успееме и ако најдеме законска регулатива, поготово централното градско подрачје, секој што сака да се грее на дрвја, а тоа ние не може да го ограничиме желба на граѓанин, да заедно со шумско стопанство Борот Кавадаци и општина Кавадаци и комуналното предпријатие, ако најдеме законска регулатива, да им овозможиме дрвјата да си ги средат надвор од градот, на соодветен плац, да си ги исечат, да си ги, така кажемо, и цепат и да си ги донесат само дома да си ги стават дрвјата во самите простори за складирање на дрвја. Вие сами знаете кога ќе стигне камион од планината со 20 метри кубни товарен дрвја и кога треба да го истовариме во центарот на градот или на било која улица, дека ги оштетуваме и улиците, и тротоарите, и ги злоупотребуваме на некој начин, го злоупотребуваме движењето на пешаци. Така да за тука, ако оваа година успееме барем централното градско подрачје да го на тој начин средиме без дополнителни трошкови на граѓаните, затоа викаме да го вклучиме и комуналното предпријатие, да може да се вклучат во таа работа, ќе биде за нас успех, ќе е почист град и подобро средена средина.